Во чест на Меѓународниот ден на жената, 8 март денес во организација на Дом на култура Злетовски рудар се одржа изложба на уметнички рачни изработки и уметнички дела во повеќе техники, со наслов од креативност до уметност. Изложбата се реализираше во изложбениот салон при Дом на култура во период од 12 до 14 часот. Нашето присуство го искористивме и поразговаравме со изложувачите. Почитуваме гледачи, се наоѓаме на еден од штандовите кои што се овде во Домот на културата. Кажете ни што се има тука изработено на вашиот штанд. Добар ден, јас сум Габриела Кимова. Чест ми е што сум повикана од страна на Домот на културата за да ги покажам моите изработки кои што се всушност во 3D техника. Оваа техника ја изработувам веќе подолго време. Активно, поготово оваа техника, што е во 3D 2 години. Техниката е многу интересна, значи има многу труд во неа, треба истреност, трпение, пред се желба, за да може да се долови тоа што сакаш да го направиш. Значи од едноставни триаголни формички да се добие една тридимензионална слика. Значи тоа е нешто. Кажи ни колку време е потребно за да се направи, например, еве ова. Па сега зависи колку парчиња ќе бидат приготвени од самата слика. Да. Па околу 1000-2000 парчиња, еве моментално ова што го работам, до сега имам употребено околу 9000 парчиња. Сликата не е уште готова, но се надам дека 15000 парчиња сигурно ќе оде. Тоа се мали парчиња, триаголни што се прават од хартија, че секое парче се подготвува посебно и се формира слика од него. Од каде доаѓа најчесто инспирацијата за ваква работа? Па инспирацијата пред се социјалните мрежи, да? Тоа пред се и потоа желбата да се проба, да се види дали тоа ќе може да се направи, дали ќе се успее во тоа. Ево уште еден штанд кој што е дел од овој прекрасен настан овде во Домот на културата. Кажете ни што имаат можност денес присутните овде на овој настан да погледнат на вашиот штанд. Добар ден. Пред се благодарам што ме поканивте. Јас сум Силвана Богатинова. Учествувам сега за втор пат. 2016 беше прв пат моја самостојна изложба. 2026 сега. Ќе се представам со цветови. Еве сега 8 мартовско, така да кажеме. Имам сите мои дела ги изработувам на каменчиња, со циркони и голем дел на платната. Од кога се занимаваш со? Уште малечка. Уште мала, да? Да. Сега доаѓа до израз. Да. Фантазиите мои се все поголеми за цветовите, гледајќи ги нели како ги има во природата, така ги доловувам тука во моите каменчиња. Кажете ни, дали ова веќе се продава на некој начин? Да. Купуваат ли, има ли интерес, пробиштипени заинтересирани ли се за нешто вакво? Голем дел иконите ги продавам со циркони што се, а цветните само улена платно што ми се. Ево уште еден штанд кој што е дел од оваа прекрасна манифестација овде во Домот на културата. Добар ден, гледам прекрасни изработки. Ке можете да го представите на нашите гледачи овој штанд? Добар ден, јас сум Роца Николовска, пензионер од Пробиште. Најпрво, базарот е по повод Меѓународниот ден на жената, 8 март. Најпрво сакам да изразам една голема благодарност на директорката на Домот на културата Марија Трајчева, што се потруди да го организира овој базар, овој настан и ни даде можност ние да учествуваме како аматери. Јас лично моите изработки се сакам да ја запазам традицијата, да ја овековечам. Еден вид традиција, креација и да помине во уметност. Па се надевам дека ќе се допадне на јавноста. Денешниот ден е убав, атмосферата е убава, пријатна, даде и ќе поминеме убаво. Колку време како се занимавате со ова? Како сте пензионери или многу поодамна? Па видете, вие јавноста мене ме знае дека јас во мојот работен век се доста занимавам со вакви работи.
Значи, отварање на изложби, организирање и овој пат еве за прв пат сум како учесник од другата страна, значи на ваква манифестација. Инаку тоа ми е желба да се занимавам со вакви активности и така, секако пензионер најнормално, со моите пријателки, еве докторката Луиза, Снешка, Ѓурѓа, си менуваме искуства со нивните креации, и така, да не бине времето. Ова значи дека и тие помагаат во текот на изработката на овие креации? Секој си имаме своја задача, свој дел, своја креација. Ова што го гледате, тоа е лично мои креации. Креациите на тетка Роца. Ево уште еден штанд овде на оваа прекрасна изложба во Домот на културата. Гледам прекрасни слики изработени токму од вас. Добар ден, докторке, како се чувствувате на моментот? Добар ден, јас сум Луиза Јаневска. Почнав да се занимавам со сликање пред една година. Значи, почетно сликарство ми е ова и се трудам да напредувам после повеќе и повеќе, с подобри слики и подобра техника. Од каде најчесто доаѓа инспирацијата за изработка на овие слики? Инспирацијата ми доаѓа од цвеќињата и од природата. Најповеќе, да. Цвеќиња и природа. Се е со љубов, да видиш цвеќе, па да го нацрташ, тоа е прекрасно доживување. Колку до сега имате изработено вакви цртежи? Па околу 30 слики имам изработено со природа и со цвеќиња комбинација заедно. Да. Па мислам уште да работам. Еве сега сме сосема на друг штанд, овде на овој настан. Добар ден и кажете што се има овде? Што има она што присутните овде на овој настан имат можност да погледат? Добар ден, јас сум Оливера Ефремовска. Изработувам производи рачно изработени од ладен порцелан. Да. Материјалот сама го правам, моделирањето исто е рачно, и цртањето е со акрилни бои и рачно, и на крај производите се покриени со епоксидна смола. Че може да се прават повеќе изработки, меѓутоа јас повеќе преферирам, ова се брошеви и менгјуши и гердани. Тие повеќе на тоа сум фокусирана. Инаку идеите ми ги даваат самите потрошувачи. Ќе ми направиш цвет, па од тај цвет ќе излезат повеќе цветови и така. Каков е интересот на присутната публика овде за вакви креации? Интересот е релативно добар, јас сум задоволна. Најчесто порачуваат и преку интернет. Така ги праќам по карго, од тука од Пробиштип си купуваат. Посебно сега за 8 март, па не само за 8 март и за матурски, и за без разлика, секој сака да носи еден убав детал на себе. Еден прекрасен штанд, гледам прекрасни слики изработени токму од вас. Добар ден и еве кажете што се има овде на вашиот штанд. Вака, прво со огромна чест и благодарност да се заблагодарам на сите што дојдоа на оваа прекрасна изложба. Прв пат излагам јавно. Инаку градосите ме знаат по торти, што сепак и тоа е некој вид на уметност, али ово е нешто скроз друго. Сега прашање, каде е подобро, тортите или ова? Мене лично ово е нешто што ми ја хране душата. Може и заради тоа што со торти веќе 30 години се занимавам активно, тоа е и мојата струка, од тоа живеам на некој начин, а ово е моето хоби, нешто што ми го прави животот поубав. Си го бојам секојдневието на мој начин. Дали ова значи дека луѓето се повише заинтересирани за благо отколку за слики? Луѓето кај нас уметноста, за жал, е малце на пониско ниво од што храната. Сепак има луѓе, исклучоци, кои што знаат да уживат и во благото, и во боите. Како се задоволни од тоа од организацијата на овој настан? Видете, значи прв пат нешто вакво у нашиот град и вистина презадоволна, благодарност на сите вработени во Домот на културата, особено на раководителот Марија. Треба вакви настани во нашиот град, не само за денот на жената, за сите манифестации, нешто да се случува, да видат луѓето дека ете, освен кафичи и кафани, има и нешто друго. На овој настан присуствуваа и членовите на студиото за креативна работилница која работи при Домот на културата. Веќе 3-4 недели и во него членуваат членови од основното образование. Тие на овој настан на лице место демонстрираа како работат за нивните работилници. Од Домот на културата Злетовски рудар велат работилниците имаат за цел да ја поттикнат креативност, да ја развијат фината моторика, да ја поттикнат
концентрацијата и да ја доближат уметноста и геометријата на забавен начин.